Симона Манчева, нашата сограѓанка, вечерва пред Кавадарчани го представува сопство. Што значи зборот? Јас се утепа барајки да најдам што е, како е, меѓутоа претпоставам дека за тебе има некое посебно значење. Па, здраво, ви благодарам што дојдовте и на сите што се овде. Оваа тема истражував, не знам, можда 2 години, така некако. И на крај се решив да се вика сопство и тоа го пишува во каталогот, во описот за целата тема, за истражувањето на луѓето, наоѓајќи се себе си. И поради тоа се обидував да го прикажам дека не секој човек, нели, секој има нешто свое, секој е некако засебен и има нешто свое индивидуално и преку овие слики се обидував тоа да го прикажам. Продолжува со тој, јас би рекол веќе препознатлив твој стил, не менуваш ништо од тоа или се обидуваш малце да експериментираш? Јас не знам за каков препознатлив стил искрено ми кажуваш, поради тоа што моите теми и начинот на изразување е секогаш различен. Претходно имав изложба со фотографија. Претходно имав некои инсталации. Зависи што сакам да кажам. Зборуваме за ликовното уметност. За сликањето претежно е фигуративно сликарство. Техниките исто се и овде различни, има јаглен, има акрил, има масло, златни ливчиња, сребрени ливчиња. Не знам, кредиво боја. Има една лесонитна платно, секогаш се обидувам нешто да изменам, да не ми биде едно исто па исто. Значи експериментот не ти е страна. Па зависи, секоја слика си стои нешто, си има нешто засебно, не е целото поврзано, не е сетото исто. Сите дела се некако засебни и заедно во една целина како што е темата сопство. Не е ова прво издание на сопство. Ова изложба, да, по втор пат е финансирана од Министерство за култура за нејзино прикажување. Минатата година беше во Младенски културен центар во Скопје. Ке оди натаму или? Па мислам дека не. Секако сум овде. Не, почнав во Скопје. Оваа изложба првен таму нели се прикажа, а сега дека секако сум тука, изложбата е готова, па зошто да не ја види и кавадаречката публика. Подготвуваш нешто ново? Да, секогаш. Се трудам да работам на нови работи. По-различно, по-интересно нешто или? Или да не откриеме сега за сега? Па не знам што е поразлично и поинтересно, али јас се трудам. Дека секоја... Па се трудам да има, зависи што сакам да прикажам. Секоја тема си бара различен пристап, различно време, енергија и сето тоа. Колку потроши за целиот овој циклус од твоето време? Ова се слики, има некои што се доста постари, а има некои што се доста нови. Некои се од 2019 кога беше изложена прв пат, а некои си постари, не знам, околу 2015 некои слики се. Само што сега си најдува некоја целина за заедно да се Тоа ми беше прашањето. Сега се сите заедно во една единствена. Па на некој начин, да. Али секогаш има уште и уште, никогаш не е доволно. Јас ти благодарам многу, ти посакам многу успех и се надевам се гледаме само за убави работи. Фала ви.